Океј, дечки, денеска ќе зборувам за една интересна тема. Фактички денеска сакам да зборувам малку за цели за лидерство, поради тоа што ни доаѓа нова година. И многу е важно, знаете, луѓе, да во новата година човекот ги постигне целите кои што ги сака. Но сакам да зборувам за една интересна тема пред човекот да може да ги постигне целите, што треба да направи и зашто некогаш целите не се постигаат, поради која причина во новата година. И сакам да зборувам за едно објаснување. Затоа денеска малку и сум засепнат, имав предавање, денеска предавав на представници од компании пред новогодишно, баш за тема о постигнување на цели, но тој лайф ќе го имаме традиционално, го имаме секоја година и ќе биде некаде кон крајот на годината, кога доаѓа таму четврток, како е нова година, некаде во среда, ќе го имаме наредната среда. Така да, ама затоа малку ми е подзарепнат гласот, но ќе зборувам за тоа зашто луѓето не ги постигнуваат целите во новата година и што е една од причините зашто луѓето не ја постигнуваат целта во новата година. Гледате, интересна работа во врска со целите е дека колку повеќе додавате време во целта, толку помалку шанси имате целта да ја остварите. Затоа не е добро човекот да рече ај од понеделник, ај од среда, диетава од среда, ај ќе почнам теретана од понеделник. Што и да почнете, почни го денеска, кога ти текнало, поради тоа што во моментот кога ќе ти текне нешто и веднаш ја правиш акцијата, не дозволуваш умот да се вклучи, затоа што умот кога ќе се вклучи, тоа е убава работа умот да се вклучи во однос на тоа да направи план. Но гледате, имаме еден дел од умот за кој што сум зборувал дека не е најдобар. Имаме два ума, но едниот од кој што не е најдобар ум, да кажеме, кој што ни дава стравови, ни дава оправдувања, ни дава разни негативни емоции и така натаму, но кога тој ум ќе се вклучи, он исто така ви прави и оправданија зошто да не го направите тоа кој што сте решили да го направите. Ако, например, имате некој момче што денеска сака да се јави на девојката, му дошло да се јави денеска на девојката да искомуницира, затоа што е срамежлив, треба да напише одма пораката. Поради тоа што ако рече ај у среда ќе пишам, до среда умот ќе измисли 100 различни оправданија зашто нештото да не го направи, поради тоа што ќе му дојат стравови. Секогаш кога човекот одложува, се случува да различни проблеми влезат помеѓу него и помеѓу целта. А ако човекот одлучи дека денеска ќе направи промената, од денеска е на диета, од денеска ево теретана, од денеска не пуши цигари, од денеска не пие алкохол, од денеска нема да е порочен. Гледате, немојте да идете од понеделник, од среда, од коги да е, поради тоа што додавате време во сето тоа. И колку повеќе додаваш време, толку помалку време имаш. Колку повеќе додаваш време, толку помалку време, колку повеќе додаваш време, толку помалку додаваш време, толку помалку има шанса да не ја реализираш целта. Колку повеќе додаваш време, толку повеќе препреки доаѓаат помеѓу тебе и помеѓу целта. Секогаш кога ќе одлучиш нештото да го одложиш, имајте го на ум ова. Впрочем, да ви кажам нешто. Дали секогаш во вашиот живот, кога сте тргнале да направите нешто, сте биле секогаш спремни во тој момент? И обично кога не сте спремни и ќе решиш да тргнеш, во тој момент имаш толку многу храброст, толку многу енергија, што фактички тие цели почнуваат да се реализираат. Ама ако човекот сака све да испланира, све да му е потаман, ја не викам дека не треба да тргнеме со план, ние мораме да тргнеме со план, ама многу често човекот вика, дидам утре, дидам денеска, дидам заутре, дидам да направам ова, не бе, сега кидам. И во тој момент кога ќе речеш сега кидам, фактички го помедуваш универзумот на препреките. Затоа што во моментот кога ќе речеш не, ај од понеделник или од среда кидам, во тој период на одложување или ќе дојдат стравови, или ќе дојдат оправданија, или ќе дојдат реални препреки. Затоа што и реални препреки ти дава шанса да се случат. И гледате, поентата во постигнувањето на целите е да го одземете вниманието помеѓу вас и помеѓу целта. И колку повеќе го не вниманието, него да го одземете времето, колку повеќе го одземаш времето помеѓу тебе и помеѓу целта, толку повеќе шанса имаш да дојдеш до постигнување на таа цел.
Колку повеќе време додаваш во некоја работа, толку повеќе се разводнува твојата намера, се разводнува твојата одлука, почнуваш да се сомневаш, почнуваш да мислиш дека и тоа не е најдобар момент, зашто колку често ви се случило тоа. Ти викаш сега, ама сега ќе речеш сега не е најдобар момент. Треба да идеш некаде, треба да збориш со некој, сакаш да решиш некој проблем. Скаран се со некој твој пријател, му викаш море сега ќе му сега. И ако не му се јавиш во тој момент, она што се случува, го одложуваш разговорот за утре. Ма утре ќе се премислиш 100%. Ај, некој ќе рече, нема да се премисли. Не, ја мислам дека имаш поише шанса да го реализираш тој муабет сега, зашто утре може нема да се јави. Па еднаш ќе му зазвониш, нема да се јави. Може денес како му зазвониш ќе се јави. Затоа што се случува, си внесол еден тип на спонтана акција, која што и е многу често убава акција. Не викам дека секогаш е спонтано без план да правите работи, затоа што така сте непредвидливи за луѓето околу вас, кои што можеби си планирале со вас нешто, ама тие кои се цело време спонтано, не го бива ни тоа, затоа што ги правиш други луѓе како се клик-клак, како се подредуваат на тебе. Не викам дека ништо нема да се, зашто имате такви луѓе, не ќе ме ништо да планирам, сакам све спонтано, и тоа не го бива. Ама имаше луѓе кои што па цело време, затоа што не ќе да трнат, имаат различни стравови, колебања, себе сомнежи, они цело време додаваат време и уште помалку се реализираат работите. Да ви дадам наједноставен пример, ама немојте да го злоупотребите примеров. Ке сакаш да отидеш на некој шопинг и викаш, окей, кидам да си го купам тој и тоа од молов. Утре кидам. За утре кидам. Ги нема. Си видал нешто во продавница и викаш, ај да размислам дома. Се враќаш наредниот ден, го продаве. Више не е на попуст. Или шо и да е. Затоа што не си реагирал во тој момент. Пак ќе кажам да не се злоупотреби примеров, затоа што некојаш паметно човек да не купи. Сега, поентата што ми е дека немојте да додавате време во некои нешта. И поентата е да човекот кога ќе му текне дека треба да направи промена, треба да го направи инстантно за да го одземе времето, а со тоа и можноста да не се реализира нештото. Тоа е нешто кое што сакам да го зборувам на тема цели. Но исто така, што сакам да кажам на тема цели, е дека храброста да тргнете е обично еден од многу важните фактори дал некоја цел ќе се оствари или дал некоја цел нема да се оствари. И факторот храброст има огромна улога. Храброста да тргнеш, затоа што храброста, ете, кога тргаш, ти уствари не знаеш дали ќе успееш. Ама храброста, викат среќата ги прати храбрите, баш поради тоа што храброста не додава време. Колку повеќе време додавајте, губите храброста, сте приметиле? Во тој момент кога ќе одлучиш дека треба нештото да го направиш, направи го, затоа што тогаш си храбар, тогаш имаш одлуката и само ти треба реализација на акцијата. А ако не ја направиш акцијата, тогаш оно што ќе се случи размислување, ќе се случи премислување и така натаму. Но кога сме на тема цели и кога сме на тема храброст, сакам да прочитам нешто. Ова е од еден курс, се вика Ефективно лидерство од филозофот Хабарте и вели во сите големи лидери постои цел и интензитет кој што не можеш да ги промашиш. Цел и интензитет кои што се неутливи, unmistakable, кои што не можеш да не ги приметиш. Плюс, вика, постои дадена количина на храброст која што е потребна во еден лидер. И лидерот на тој начин го отвара патот за другите луѓе. Затоа што кога ќе видите лидерот не се ослонува секогаш на размислувањето на околината или на публиката. Има исто интересен текст од филозофот Хабарт, сега ќе го парафразирам, дека убавите идеи обично не се идеи на колективната група, него се индивидуални идеи многу често. Да ви дадам пример, сега го парафразирам, но ќе имам и можност да ви го прочитам можеби наредниот пат. Гледате, ајде да кажеме имате некое дете и тоа дете дава конструктивна идеја а таа конструктивна идеја например е да го исчистат паркот на училиштето. Со таа конструктивна идеја што детето ја добило, мислите ли дека поголем број на ученици, сокласници ќе се согласат со таа идеја? Ајде да помогнеме да го исчистиме дворот, да го изфарбаме школова. Ама детето ако даде идеја,
абе да избегаме од час. Мислам дека поголема бројка на луѓе ќе се сложат со самото тоа. И многу често ќе видите кога имате група, ова сум го зборувал во некои други лајвови, сакаш да збориш некоја конструктивна тема или сакаш да збориш на себе подобрување тема. Ја ова сум го имал како ситуација, можеби на вас ви се случило исто така. Ќе почнеш да му зборуваш на некој човек кој што е заинтересиран да те слуша на тема себе подобрување. И кога има човек кој што е во група на тема себе подобрување, обично он и не ги слуша другите луѓе. Но, ајде кажеме ти сакаш да збориш за нешто конструктивно, имаш некоја поинта, имаш некоја убава идеја. Кога е група, можеби тројца, четворица ќе се сложат со тебе, ама кој има еден кој што е можеби деструктивец у групата, не поврзано дал деструктивец како човек, затоа што има такви луѓе, ајде да кажеме, и он ќе почне да те негира. Се приметиле дека и другите луѓе знаат да се заразат од таа идеја? Они може да се заразат и од позитивна идеја, но многу често се заразуваат и од негативна идеја. Ќе отидете некаде во група на луѓе, имате 10 луѓе, од кои што двајца се деструктивци. Сте видели дека тие двајца деструктивци ќе заразат уште 5-6 други луѓе од групата? Затоа што ќе почнат негативни шеги на сметка на други луѓе, ќе почнат да омаловажуваат луѓе во самото друштво кои што се таму и други ќе рипнат коси и фактички се ствара една вознемиреност во целата група. Затоа што гледате, групата многу често доаѓа врз база на реактивност да се поврзе, во смисол на тоа да нели има реактивен ум, имаме свесен аналитичен и реактивен ум. Реактивниот ум е тој баш негативниот дел од умот, кај што се собрани сите тие физички, психички болки, моменти на физичка болка и психичка болка, моменти на загуби или акутни загуби, значи брзи ненадејни или закана за загуба. Тие трауми се снимат во тој реактивен ум. И тој реактивен ум, кога ќе се поврзаат луѓе, многу често луѓето знаат да бидат реактивни. Многу е полесно некоја група на луѓе или толпа да испровоцирате на деструкција, отколку да испровоцирате на конструктивност, поради тоа што гледате конструктивните идеи, обично човекот знае да ги добие сам или да му текне нешто и он сака да направи нешто. И тој што има таа конструктивна и креативна идеја, он фактички со неговата храброст, со неговото лидерство, он ја презема иницијативата, он не ја ни консултира групата дал да го прави тој или не. Затоа што земите некоја конструктивна идеја и почне да ја шириш во другарите, рече, дал да ја правам, па ќе те пишманат. Зашто? Па поради тоа што прво гледате, таа конструктивна идеја, секој си има став на некоја твоја конструктивна идеја. И се ти ги прашуваш нив дал да направиш нешто конструктивно, креативно и убаво. Биди подготвен дека ќе ти ја саботираат идејата и ќе те направат несигурен и ќе ти дадат 100 причини зашто да не ја правиш. Но луѓето кои што имаат собствени бизниси, денеска зборував со предприемачи, луѓе кои што почнале нивни бизниси, никој од тие луѓе не дошол со неговата идеја и консултирал 20 луѓе дал да почне да прави идеја и дал да отвори компанијата или не. Никој од тие го нема направено тоа нешто. Затоа што ако го направил тоа нешто, он ќе изгубил својата идеја, ќе го пишманеле ако не е доволно храбар и доволно јак. Така да кога имате ваши креативни убави идеи, верувајте во нив. Поради тоа што тоа е лидерство. Делот лидерството е и ти да е си окей ако групата на неработници не се сложи со тебе. Затоа што некојаш ќе имате лидер и он лидеров сака да нема проблеми, сите да го сакаат, да нема некое вознемирување, ама тој човек не е лидер, поради тоа што тој почнува да чувствува слушај, сакам да ме сакаат, сакам сите да ме сакаат, абе кај ќе те сакаат неработниците ако ти даеш конструктивна и креативна идеја? Никој нема да се сложи со тебе. Кој ќе се сложи на работа? Кој ќе се сложи на вложување? Кој ќе се сложи да даеме продукт? Ќе се служат некои луѓе, нема. Се слушате го вториот дел од текстот, од истиот овој курс за лидерство од Хабар. Вели, човек кој што едноставно сака да биде сакан, никогаш нема да биде лидер. Тоа не значи дека треба да бидеме груби со другите, затоа што дека во другиот текст вика разбирање заедно со компетентност е веројатно најидеалниот карактер на еден раководител. Значи мора да има и разбирање за околината, тој не дека треба да е груб, но вика еден човек кој што само сака да биде сакан никогаш нема да биде лидер. Другите ги пратат оние кои што имаат храброста да ги направат работите, иако луѓето велат дека тие ги пратат оние што ги сакаат. Една широко испитување на историјата покажува јасно дека луѓето ги пратат оние што ги почитуваат. А почит е препознавање на инспирација
цел и компетентност. Вика, почита, препознавање на инспирација, цел и компетентност. Сега, ако човекот има инспирација, ако човекот има цел, некој има компетентност, други луѓе ќе ви се восхитуваат. Има различни луѓе, може некој нема да се восхитува. Имате различни ликови. Имате ликови кои што имаат проблем со сопственото, со сопствените карактери и така натаму. Не значи дека сите ќе ве сакаат. Но поентата е дал вие ќе продолжите да се сакате себе си ако постојано консултираш други луѓе што треба да направиш, дал треба нешто да направиш и замисли таа храброст која што индивидуата треба да ја има, таа е лична храброст. Разбирате? Ако размислите зборот храброст, тоа е лична работа. Може да имате многу храбри луѓе, како што ги имале тие што биле борците за слободи, кои што ќе се поврзат со други храбри луѓе и тогаш правеле тим. Ама ти не можеш да очекуваш храброст сем ако нема ваква група. Од група каде што нема многу храбри луѓе. Поради тоа што храброста како карактеристика е лична карактеристика. И денеска на моето предавање кој што бев кај што зборував со предприемачите ми поставија прашање како затоа што бев првенец на медицинскиот факултет, им зборував за тоа дека и татко ми бил доктор и така натаму, како сум успеал наспроти сите озборувања и омаловажувања во тој период, затоа што ова го правам долги години. Како успеав да не се откажам од ова што го сакав и искрено размислував прво она што ми дојде на ум да го кажеме, поради тоа што добар дел од мојата младост живее во Соединетите држави и таму добив други перцепции за успех и за идеи, за реализација на идеи. Таму многу малку име на луѓето важно што другите луѓе ќе кажат, кај нас го имаме тоа, пази што другите луѓе ќе кажат, луѓе во данете зборат и така натаму. Живејќи во Америка, некако тоа ми се изгуби или сватив дека не ми е гајле многу што другите луѓе мислат за мене. Поради тоа што ја кога отидов во Америка од Македонија таму, бев у наводници фраерче, затоа што играв кошарка, бев диск џокеј и така натаму, и секогаш морав да имам имидж кој што морав да го одржам како имидж на другите луѓе или околината да ме почитува и да ме сака. Кога отидов во Соединетите држави се случи нешто кое што ми беше баш мислам дека момент кој што ми помогна да дојдам до ова, да не ме гајле многу што луѓето ќе мислат ако ова го работам. А тоа беше дека кога дојдов во Соединетите држави, фактички го изгубив тој имидж на фраерче, поради тоа што фактички бев исмејуван од другите луѓе, поради тоа што бев целосно нереален за сцената во средното училиште во Америка. Што сакам да кажам? Ја носев гел, како што и сега некоја крема за коса носам, ама до тој период во Америка никој не носеше крема за коса. Сите имаа шички надоле, исперена коса, исфенирана и така идеја на школа. Ја носев каеш, кој што беше, каишот ми беше мечинг, ми беше спарен со бојата на чорапите. Таму никој не носеше каиш на фармерките и сите носеа бели чорапи, оние што се за баскет, за фудбал, за кошарка, за спорт. Бели и ќе се облечеа некои влечки и така одеа на училиште. Тоа беше модата во средното училиште во Соединетите држави. Не знам, ја ќе дојдев со некои кратки шорцеви, со некоја кошула и така натаму, комбинација која што ја имало од Скопје во тој период, со некои коледжици, кондури и така натаму, и вие ти се смеат, викаш човеков од која планета е дојден. И однаш што се деси, тој фрајерлук го снема. И кога го снема фрајерлукот, фактички ми олесни, поради тоа што сватив колку ми беше тешко да го држам тој имидж на да си фраер, што и да тоа значеше. Ама кога ќе видите тоа, младите им е проблем денеска, затоа што најголем проблем на младите им е заради фраерлукот, они се исплашени што другите луѓе за нив ќе кажат, затоа што луѓето сакаат и кај нас фраерите у наводници, ова се све погрешни фраери, се ценат на начин на кој што уствари не треба да бидат ценети, затоа што тој фраерлук е само површност. Гледате, тоа е само површност, не е суштина. Тоа е како да влезеш во некоја зграда која што има супер фасада, ама внатре нема потпорни зидови, тоа е фраерлукот. Затоа што вистинскиот фраер па и не е фраер, затоа што вистинскиот фраер толку многу разбира за животот и постоењето, да не му е важна површноста на изгледот, него има суштината на душата. Тоа е фраер.
И кога се скрши таа површност која што ја носев со себе во Соединетите држави, почнав да сваќам дека тоа што не морам да креирам имидж за кој сум што сум и каков сум, дека фактички многу ми олесни да човекот дојде до барем да дојдам до суштинска јачина на градење на мојот карактер. Не на мојот имидж, него на суштинска јачина на градење на мојот карактер. Што ја сакам, што ми се моите цели, без разлика дали некои луѓе ќе зборат за мене или нема да зборат за мене. Имаше друг пример каде што кога зборував англиски јазик, ми се смејат другарчињата. Имаше еден професор, никош нема да го заборавам, ми рече: не му се смејте на Жарко затоа што греши во англискиот, тоа само значи дека знае уште еден јазик перфектно. И ги праша: вие на кој странски јазик грешите? И сите заќутаа, затоа што сватија дека никој не збори странски јазик. И тоа ме охрабри. И почнав да сваќам дека животот е слично на учење на странски јазик. Колку повеќе грешиш, толку повеќе го учиш јазикот. И тие некои работи ми кликнаа. И кога дојдов во Македонија, иако секако се тоа што го зборувам сега, ја го градев работејќи на себе, ја работам на себе 20 и кусур години. 20 и кусур години. Сум го читал тој реактивен ум, зборувам за таа книга Дианетика, која што многу ми го смени животот од филозофот Хабар, за мене најубава книга на тема умот. И така натаму. И сум работел многу на мене. И кога ќе видите, кога човек почнува да работи на себе, на него му е гајле што околината мисли. Затоа и луѓе кои што почнуваат да работат на себе, им е окей да бидат сами, а не да бидат со било кој во друштво. Гледайте, видете го овој феномен. Ке видите дека имате луѓе кои што работат на себе, и кога имате луѓе кои што работат на себе, они не име веќе гајле дали имаат многу другари или не, затоа што стануваат селективни во однос на друштвото, поради тоа што работат на себе, поради тоа што човекот кој што работи на себе и сваќа, он се освестува дека уствари имате површни другарства кои што ти го губат времето, кои што го губат. Не викам дека не треба ние да имаме пријателства, апсолутно треба, поради тоа што сме социјални битија, не можеме да обстанеме без другари, но сакам да кажам, знаете како порано кога имавме сито, ќе ставиме внатре еден куп камења и сега тие што се најситните, најфините, кои што се како вас ќе се проситнат, и тоа се вашите пријателства, затоа што ја има таа финоќа на карактерните особини, на карактерните црти. Сега, гледайте, кога човекот работи на себе, он може да биде сам. Да ви дадам, затоа што има самодоверба, да ви дадам друг пример. Гледате, свесноста, работењето на свесноста, обично секогаш човекот може да биде и сам, може да биде сам. Затоа и мислам и како старееме, по-окей ни е да бидеме сами, како што сме млади, затоа што да кажеме младоста се уште не е целосно освестена, секогаш ни треба другари за да имаме сигурност и за да имаме некоја безбедност. Те приметиле, младиве поише сака да се угрупа. Немаш да видиш некој младо дете кој што ќе се отиде некаде само да се земе да се пие кафе. Секогаш сака друштво он да има. Поради тоа што ја нема таа сигурност на сам себе. Кога човекот почнува да работи на сам себе, он може да биде сам. Ќе ви дадам еден пример. Бев кај пријател еден мој, славеше роден ден, и на самиот роден ден имаше група на луѓе кои што беа пијани, беа доста пијани. И беа заедно и почнаа да играат и да се удираат и да се шуткаат еден со друг, нели, како што обично некојаш бива на тие журки. Ја ги гледам, викам, гледа, овие се сите пијани, овие се ќе почнат да кршат нешто, ќе повредат некого и така натаму, затоа што не се свесни. Океј, не е проблем да се забавуваат, ама... И што се случило? Толку беа пијани, и еден особено, да другиве пијани луѓе од групата се тргнаа, а овој едниот што беше многу пијан, тој остана на местото на подиумот, ама он не свати дека е сам. Дека другиве пијани луѓе што му беа другари, се тргнаа од подиумот. И он кога се освести дека е сам, ја го гледам вако у очи и му видов страв, тоест терор. Терор значи огромен став. Стравот беше сам е. Гледайте, човек кога е под дејство на пијанство. Имаш луѓе кои што пијат сами у кафана, ја знам тоа, но многу често ќе имаш луѓе кои што се во група на луѓе. Затоа што свесноста во пијанството и не е голема. И гледайте, он е несигурен во себе, и тој човек кој што е несигурен во себе, кога ќе му отидат другариве, он се плаши. Порано ми текнува. Ја живе во Бутел и ќе ставате в 50 седмица. И имаше во наредните станици ќе влегоа некоја група на деца
кои што беа малку багабонски расположени, ама секојаш беа багабонски расположени кога беа во група. И кога ги видите тие деца, кои што беа можеби малку постари од мене, ја кидев на тренинг во работнички или некаде требаше да одам, и они секојаш ќе те закачаат, ама само кога се во група. Истите тие луѓе, ако влегоа сами у автобус, секојаш те одбегнува и дури гледаа да не те погледнат. Затоа што сам човек, кога може да биде сам, тој човек постанува јак. Затоа што не му требаат у околина луѓе кои што му го трошат времето. Така, една пријателка моја вика, најмногу троши туѓо време човек што има многу слободно време. Сега, ако имаш човек кој што нема слободно време, зашто работи на себе, затоа што евалуира ментално и духовно, тој човек може да биде сам. И тој човек ќе има храброста да превземе дадени конструктивни, креативни чекори во неговиот живот, без разлика дали има група на луѓе што ќе го поддржат или не. Таа работа на мене, заедно со менталитетот можеби кој што го земав од Америка, заедно со овие работи кои што ви кажам што ми се случиле во Америка, и заедно со храброста која што мислам дека ја имав секако, затоа што на 17 години отидов во Америка да играм кошарка, и тоа беше еден тип на храброст, ми направи да можам и после завршување на медицински факултет како првенецна генерација да почнам да работам нешто друго, затоа што имав храброста да го одам тој пат. Сега, и тоа е нешто кое што за мене е убаво. Кога човекот има таа храброст да тргне и да продолжи во некоја идеја која што е негова оригинална, без разлика дали групата ќе му даде согласност или не, зашто групата секогаш ќе се сложи на средина. Знаете, зборот нормално, значи е просечно. Тоа е зборот нормално. Во Америка има еден збор се вика екстраординари. Не знам како е нас, надпросечно е валја, екстраординари. Ординари значи просечно, екстраординари значи надпросечно. Дури зборот не нормално не мора да значи лошо. Не нормално значи не во просек. Некои луѓе ќе сметат дека не си нормален поради тоа што не е во согласност со нивната реалност. Но многу често ќе видите луѓе кои што се големи луѓе, тие не се секојаш нивните идеи препознаени во моментот во кога тие ги донеле нивните идеи. Многу од тие луѓе се наградувани после смрт. Има еден Бо Исон, кој што исто е мотиватор, тоа го кажа на едно убаво предавање, вели сите гениалци се посхумно препознаени дека биле гениалци. Така? Сега, целата идеја, не зборам за моја гениалност, ние сите имаме гениалност, да не ме разберете погрешно, но сакам да кажам кога некој човек има оригинална идеја, која што на крај ќе испадне дека е добра, поради тоа што јас сум имал оваа идеја пред 20 години и испаднало дека е добра затоа што сега нели има и други мотиватори, коучеви и така натаму кои што работат нова, но јас работам долго време. Сега, целата идеја е дека мора човекот да има таа храброст и верба во себе. И она што го зборав пред многу лајвови, дека мора да поминеш низ тунелот на темницата и ти да си сопственото светло. Зашто ако не си, тогаш немој да очекуваш дека околината ќе навива за тебе цело време. Околината нема да навива за тебе цело време. Единствениот што ме поддржувал во моето идење кон оваа цела фамилија. И од сите мои пријатели, само една особа, тоа е мојата сестра, Ирена. Не огледа овој лайф, ама секојаш и се заблагодарувам. Пори тоа што кога сум имал моменти каде што сум се сомневал, она ќе ми кажеше: "Абе ти со тато си избори да не му попуштиш да продолжиш во ова, па сега ли ќе се сомневаш ти во себе? Што збори глупости, мора да продолжиш понатаму." И гледате, кога имате такви луѓе кои што навиваат за тебе, тоа е супер, ама ако ги немаш, навивај ти за себе. И немој да се откажуваш. Ја имав прекрасни родители, татко и мајка им, после татко им почна да ми праќа луѓе на предавање, тоа све беше окей. Најбрзо од црна овца станувате бела овца, но обично црната овца е белата овца, поради тоа што луѓето не гледаат дека црната овца е бела овца. Поради тоа што имаат различна реалност од вас, но најчесто црната овца бива бела овца, поради тоа што треба време само да се свати дека она била белата овца. Затоа што не можат одма да го видат луѓето тоа. Така да верувајте во вас, верувајте во вашите цели. Ја ви посакам 2026 година да биде ваша година и сакам да ви помогнам да продолжите да имате храброст да ги реализирате вашите убави, креативни, конструктивни цели. И немојте да се разочарувате ако не добиете поддршка од групата. Секако убаво е да ја имате, но пак ќе кажам, мора да биде креативна, конструктивна цел. Секако мора да биде издржано, да не биде тоа нешто кое што стварно не е реално, иако прашање што е реално, што не е, затоа што и многу работи кои што
биле нереални, сега се реални, и тоа е прашање, но сакам да кажам, пак мора да има некој можеби истражување на пазарот, некоја анализа, некој план, секако и така натаму за човекот да тргне, но храброста ништо нема да ја замени. Знаете, имате луѓе кои што секојат сакаат поише да знаат пред да тргнат. Имате некојаш знаење кое што ќе го добиете само ако тргнете. Секако треба да имате знаење кое што ќе ви користи за да биде алатка која ќе тргнете и треба да учите, но многу од знаењето се добива по патот идејќи ја вашата цел. Ви посакувам убава вечер, се гледаме повторно во среда. Чао!